Почитувани, денеска сме овде за да провериме има ли некој во зградата на јавното обвинителство кој ќе се справува со криминалот на функционерите од актуелната власт. Во оваа институција работат функционери кои добиваат плата од граѓаните. И една од основните задачи е да ги штитат, спречат и санкционираат сите оние кои своите функции ги користат за злоупотреба на буџетските средства. Ги гледали некој во оваа зграда ревизорските извештаи за работењето на актуелните министри? Што уште треба да се случи, на пример, во Министерството за транспорт и врски, за да јавното обвинителство го повика на одговорност министерот Милијана Киевски? При тоа, не мора да се мачи многу. Доволно е да ја прочита само првата страна. А таму, во ревизорскиот извештај за 2010 година, државниот ревизор изразил негативно мислење за реалноста и објективноста на билансот на состојби. Покрај тоа, констатирал: за тековната година утврдивме недостатоци и пропусти. Утврдивме недоследности во спроведувањето на постапката за јавни набавки. Неуверување во целосноста и точноста на искажаните обврски во билансот на состојби. Ревизијата констатира системски слабости во постапката на јавни набавки. За жал, овие зборови кои власта упорно ги игнорира, стојат потрошени пари. Многу пари. Пари на граѓаните на Република Македонија. Ревизорскиот извештај укажува на, цитирам, недостатоци и пропусти во постапката за набавка на 100 новопроизведени едноподни автобуси, административното извршување на актите од страна на Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, реализацијата на програмските активности, спроведувањето на пописот на средствата, реализацијата на договорот за јавни набавки за учебници од реномирани автори, спроведувањето на постапки за јавни набавки. И едно од најкрупните забелешки за злоупотреба, договорот за консултантски услуги во вредност од 1.161.869 евра со компанија која, замислете, веќе еднаш била избрана, и тоа за изработка на студија за концесиски модел за развој на двата аеродроми во Македонија и подготовка на тендерската документација за концесија во вредност од 489.078 евра. Затоа, господине Шврговски, додека вие молчите, во белешките од Американската амбасада објавени на Wikileaks ќе читаме, цитирам: нема никакви акции против натрешните луѓе на Груевски кои се на широко познати по својата корумпираност, како шефот на службата за државна безбедност Сашо Мијалков, исто така и братучет на Груевски, и министерот за транспорт и врски Милијана Киевски. Изминатите 6 години најчесто јавниот обвинител се правдаше дека не видел, не чул. Затоа, за да се подготви подобро за прашањата кои следат, денес ќе му ги доставам лично ревизорските извештаи на министерот Милијана Киевски.